кога е пандемијата во прашање, парите никогаш доволно. Меѓутоа, во време на пандемија и со она вонредна состојба многу полесно и беше на власта да донесува уредби со законска сила, па така да се исплаќаат и првиот, и вториот, и третиот пакет економски мерки за справување со пандемијата. Меѓутоа, овој петтиот заглави во собранието, некаде над 2 месеци траја сите оние препреки помеѓу пратениците, помеѓу власта и опозицијата за гласањето на петтиот пакет економски мерки и на крај сето да заврши така како што заврши после 2 месеци. Шестиот, со кој што ќе го објаснуваме овде со вице-премиерот задолжен за економски прашања, господинот Фатмир Бетичи, ќе се носи на поинаков начин, а што содржи истиот, слушаме директно од господинот Бетичи. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Вице-премиере, го најавивте шестиот владин пакет економски мерки, што содржи истиот и дали собранието го избегнувате намерно овој пат, бидејќи очигледни беа пречките за претходниот петтиот пакет? Значи, шестиот пакет на мерки се донесе од кога се најави дента кога донесовме одлука за затварање на угостителскиот сектор, со одредени шифри на дејност кои што спаѓаат во угостителскиот сектор, затоа што не се затвори во угостителскиот сектор. Тие кои што прават испорака на храна, например, припрема и испорака на храна, не беа затворени, они им се дозволи да работат, но другите кои што служат храна им беше забрането и затоа викаме делумно затворено и беше најавено дека веќе ќе има модел. Ние во суштина се обидувавме само да собереме соодветни бројки за да можеме да излеземе со моделот, не дека не го знаевме во почетокот. И сакавме да бидат по-ажурни податоците. На крај увидовме дека ќе имаме навистина голем пак проблем со да ги чекаме резултатите од првото 3 месече и одлучивме да земеме друг период кој што е пресметкован. И во тие анализи дали да одиме со законско решение или со повик, секако ќе треба одлука, владина одлука. Рековме дека ќе отидеме со отворен повик во кој што сите до еден ќе треба да се пријават. Во суштина ќе биде многу едноставен начин на пријавување, нема да усложнуваме, туку едноставно пријава дека се припаѓаат во таа дејност, дека соодветно се пријавуваат. Тоа треба да имаат комплетна документација за приходите, за губите. Па да, они ги имаат. Ние секако ќе ги провериме затоа што сите имаат завршни сметки и за 2020 и за 2019, тоа се претходни години, затоа рековме да не го усложиме целиот процес, иначе можевме да го земеме првиот квартал, ама таму не се уште целосни податоците. Значи, тие податоци ги имаат, не ни требаат ни завршните сметки, само ни требаат од нивна страна изјава под морална и од кривична одговорност дека податоците што ги даваат се веродостојни, дека ќе ги прифатат условите што ќе се во повикот и ние после ќе ги прибереме институционално податоците од Централен регистар, од УЈП и соодветно ќе исплатиме. Пријавата, например, дополнително ќе се направи за да се потврди сметката на секој еден, за да не имаме после не ми стигна, туку да ги мечираме податоците дека тоа соодветно. И за жал, вашата констатација во почетокот беше таа, дека ние наидовме на едно неразумно однесување во период на економска криза. И јас само ќе ве надополнам дека петиот пакет вистина е дека заглави 2 месеци во собранието. Четвртиот пакет, мерки од четвртиот пакет заглавија 4 месеци. За жал некако луѓето забораваат и притисокот кај пратениците го немаше. Ние имавме од четвртиот пакет 3 мерки кои што од ноември месец вчера беа изгласани. Тоа е 5 месец. Тоа се пари за стопанството, а стопанствениците се тие кои што креираат работни места и кои што ги исплаќаат нашите сограѓани, луѓето, нашите луѓе кои што живеат во државата и земаат секојдневно плата. А правите ли вице-премиере ревизија на претходните случаи на компании кои што имаше такви случаи компании кои што добија средства од државата, меѓутоа ги нема исплатено до вработените? До сите до еден.
Веќе има навистина низа на случаи на кривични пријави. Бројот на тие кои Колку компании се во прашање? Па ако ги земете затоа што веќе имаме сега со последното ќе бидат 8 месеци што исплаќаме плати, тоа се над 200 и нешто компании. Но како што идеме во временски период, паѓаше бројот на компании кои што не исплаќа средства. И затоа дури тие компании секако беа исклучени од сите други мерки. И тоа е единствениот механизам. Јас знам, например, ги слушам сите кога велат зошто парите не им ги исплатиме директно на работниците. Тоа не е возможно затоа што ќе направи целосна дисторзија на правилата на пазарот. Не може, ние не сме работодавците. Државата не е работодавец, да, за да може да ги државата исплати. е должна да ги казни сите оние кои што не ги Апсолутно, почитуваат да. уредбите Да. кои што ги носи истата. Особено во време на пандемија, нели? Бидејќи во моментов имате туристичко-угостителскиот сектор кој што видише во врат фигуративно на вам и на власта, овој шестиот пакет какви мерки носи за нив? Какви мерки носи за оние музичарите кои што исто така се оставени без значаен дел од приходи? Значи, шестиот пакет има вкупно 7 мерки. Две од мерките се мерки кои што ќе се спроведат преку развојната банка и се однесува, да кажеме, за стопанството, ќе го оставам на страна. 5 од мерките се однесуваат на туристичко-угостителскиот сектор и се што е поврзано со туристичко-угостителскиот Што добиваат тие? Значи, за тие сите кои што беа сега затворени во овој временски период, ќе добијат компензација на 30% од приходите кои што ги имале во просек земајќи ја 2019 и 2020 година. Месечен приход. Да предпоставиме дека месечниот приход е 1.000.000 денари. Они би требале да земат 30% компензација за деновите во кои што биле затворени. Тоа значи беа 75% од времето затворени. 1.000.000 денари е приходот просечен. Тоа значи 750.000 денари се пресметува месечниот приход. Од тоа 30%, значи 220.000 денари, 220 и нешто, 225.000 поточно да биде. И плюс зимаат по 15.200 денари, тоа е минималната нето плата за секој едно вработено лице. Ако има 10 вработени лица, ќе земе уште 152.000. 225 Добро, плюс. не ги зема угостителот, ги зема Да, за лицата кои што му се вработени. ние му ги даваме на угостителот, а секако угостителот ќе ги плати во име на плата. Дополнително што он можеше да работи одредено време и се уште ќе му остане одреден временски период. А тоа го држите некаде на подпис, да не биде дека парите ги добил па ги ставил во джеб. Секако, па затоа е формата на аплицирање. Истиот терк. Ако он не исплати по име на плата и така натаму, затоа што он ќе си одговара понатаму кривично. И пријавата е тоа. И сметате... Втората се однесува на тие кои што се подолгорочно време затворени или биле деломно затворени. Тоа се сите ресторани за свадби, тоа се компании за организирање настани, тоа се фотографии, филмски студија, тоа се фитнес центри, тоа се низа на категории на други кои што го добиваат истиот модел, само нема процентуално тоа 75% што го реков за денот, туку се зима просек еден месец, 30% компензација плюс 15.200 за секој вработено лице. А кога се музичарите, исто ве прашав за нив што има? И за музичарите, и за фотографите, и за... Таа е еднократна помош која што е. Сите се еднократни помош. Значи некаде околу 500 евра ќе земат за... Да. Ние имавме една таква мерка. Ние со естрадните музичари сме имале низа на состаноци. Еден од клучните проблеми е тамо што, за жал, во 30 години независност на нашата држава не успеале нити политичарите, нити они како професија да влезат во системот. Да. И па ниту спортистите исто. Па да. Мноштво од нив. Дури спортистите се регистрирани во агенција за млади и спорт. Они воопшто никаде не фигурираат во системот. Ние го добиваме списокот на естрадните уметници од Сдружение на
естрадни уметници. И после правиме верификација за пријавени приходи, ако евентуално имаат. И во суштина е многу проблематична како професија, но јас сум кажал дека ова е моментот да почнеме системски да ги решаваме и мислам дека имаме слух на двете страни. И во време на оваа пандемија, бидејќи вие сте еден од истурените играчи, ако можам да кажам, на владата, со оглед на тоа што работите со економски прашања, на туристичко-гостителскиот сектор се приклучува всушност најави дека се приклучуваат и сметководителите кои што исто така ќе бидат дел од протестите. Сега вие зборувате со овој сектор, па сте направиле некаква средба со сметководителите, некакво здружение, комора на сметководители и слично. Верувате дека со овој пакет ќе се намали тензијата помеѓу двете страни, бидејќи не може сите да бидеме задоволни од време, јасно. Значи, да, гледам секојдневно се приклучуваат различни и сите имаат различни барања. Сметководителите, например, имаат многу голем системски проблем, но тие 12 години не носеа законски решенија. Ние пред 3 години донесовме ново законско решение за да го решиме проблемот на сметководителите. 2,5 години за волја на вистината и за јавноста беше заглавен во собрание. Имавме низа стотина на амандмани на законот за сметководство. Јас имав обид кога бев во улогата на советник на премиерот да работам скоро година дена за решавање на проблемот на сметководителите, за воспоставување на правила на игра. Не успеавме. Сега како вице-премиер понатаму продолжуваме, почнавме целосно нов закон да креираме. До некаде сме и сега да знам дека кога 12 години немаш јасни правила на игра, велиш дека треба, дали треба во време на пандемија да се приклучиш на протест за да побараш, не знам. Но во петок веќе имаме состанок за законот за сметководство. Едно од барањата што го имаат сметководителите, ќе го разговараме. Ќе ги разговараме и другите нивни барања. Јас вчера само ги слушнав, се уште ги неам добиено како барања. Веројатно ќе имаме уште низа на други. Јас велам, за мене нема мали и големи, јас разговарам скоро со сите, но секако мораме да ја видиме и поголемата слика. Да не заборавиме една работа, дека занимавајќи се со битни работи, но од помал карактер, не треба да ја заборавиме тие што се побитни и кои што навистина носат повеќе. Затоа што тие се носители. Да, кога сте Еве еден само податок ќе кажам, зашто јавноста мора да ги знае овие податоци. Во Македонија има 360 компании кои што носат 44% од приходите од даноци во државата. 360 компании. 44% од приходите даноци во државата. Од тие 360 колку ќе бидат помогнати? Ниеден сега. Замислите. Ама носат 44, го носат пола товар на нашата држава. Добро, а ти приходи сега не е. Да, секако. Но повеќето од нив се извозно ориентирани. Приходите ги носат од странство. Значи, ние мораме, државата затоа е тука, да ги гледа и големите, да ги гледа и малите. Така. Од друга страна, например, јас сум го кажал на неколку пати, не за да омаловажам. Туристичко-угостителскиот сектор е битен, затоа што они креираат навистина вредност. Но нивната вредност не иде над 2% од бруто домашниот производ годишно. Или симплифицирано во бројки, над 200 милиони. И кога ќе седнете и кога ќе разговарате со овој податок, очигледно дека немате разбирање помеѓу двете страни, бидејќи протестите продолжуваат. Па не знам, еве вчера ние вадевме податоци. Зборуваме, имаше 30.000 бројка во угостителско, туристички и угостителскиот сектор, па дојде на 21, па дојде на 16.900. Вчера проверивме во Агенција за вработување. 14.500 се пријавени само со цело работно време. Сите други, околу 2.400,
се со пола, на 10 часа неделно и така натаму. Знаете дека има случаи на угостители во кои што има 28 пријавени, сите 28 му се пријавени на 2 часа неделно. И другите пари? Па не, он толку ги пријавува во државата и вика дека они во суштина малтене 28-те пријавени, по 2 часа се пријавени во агенцијата за вработување. Тоа значи толку плаќа он придонесе, тоа значи дека 10% од времето му работат. Добро. Вице-премиер, најавивте пред некој ден дека на странските туристи ќе им се плаќаат ПЦР тестовите од државата. И сега стимулираме некој домашен туризам со оваа мерка, всушност дека туристите од странство не треба да плаќаат кога ќе дојдат заради корона, а од друга страна обичниот граѓанин чека или нема пари да си плати сам за себе ПЦР тест. И сега тука ако ја земете паралелата помеѓу обичниот граѓанин и овој кој што треба да го стимулира домашниот туризам, имаме сериозна диспропорција. Јас коментарите кои што ги следам се доста критични. Не, значи тоа се две различни мерки. Морам да признам. Оваа мерка се прави како економска мерка. Немаат мерки. Не, ова е економска мерка. Кога носиш економска мерка, мораш да значи ти си треба да станеш конкурентен во целиот Западен Балкан, но треба да станеш и на светско ниво. А ако сакаш, на пример, ние веќе размислуваме на воведување на safety travel. Тоа значи меѓународно признат дека кај нас е безбедно да се патува затоа што има претоголи и така натаму. Го правиме со стопанските комори како активност. Нашите граѓани услугите во јавното здравство не ги наплаќаат. И јас знам дека тоа што ќе го осигуруваме во јавното здравство и го осигуруваме е за сите трошоци околу COVID не се наплаќаат. Нашите граѓани за личност која што треба да се лечи во еден од центрите, тие не се наплаќаат. Кога е во прашање човек кој што е дома и треба да купи витамин или да направи тест. Ама зборувавме за PCR тестовите. Да. Ако отидете во јавното здравство, нема да ви наплатиме. Истото го правиме и сега. PCR тестовите нема да се прават во приватни лаборатории. PCR тестовите за странците ќе се прават во акредитирани јавни институции и лаборатории. Затоа што јас верувам во тоа што граѓаните реагираат, но јас нема да креирам на некому дополнителна пазар со нивните пари. Значи истоветно ќе постапам затоа што тоа се пари на граѓаните. И нема да им дозволам на туристите да отидат во приватна лабораторија за да се тестираат, затоа што не го правиме тоа за нашите сограѓани. Така. За да бидеме конзистентни. А секако се согласувам дека ние една од мерките што ја воведев минатата година беше финансиски средства што ги деливме кај нашите сограѓани. Скоро 700.000 луѓе тогаш добија помош. Дел од тоа можело да иде евентуално за тие кои што се лекуваат за да добијат витамини и така натаму. Но се согласувам дека можеби во наредниот период, за жал финансиската моќ на државата не е таква, дека можеби и тоа треба да се размисли или да им се одолжиме со тоа што може ќе дојде денот. Денот кога сите услуги во јавното здравство ќе бидат бесплатни. Бесплатни. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Ветичи ви благодарам на одвоеното време и овој разговор. Со ова секако дека ќе се гледаме почесто во студиото на брифинг со оглед на сите оние мерки кои што се преземаат, а и допрва ќе се преземаат бидејќи допрва и се очекува економската погоденост и економскиот бранд. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас за поканата и секако стојам на располагање.